Растот на БДП од 3,8% во третиот квартал годинава покажува дека на површина излегуваат првите индикатори за стабилизирање и консолидирање на македонската економија. После катаклизмата која што во своето 7-годишно владење ја оставија СДСМ и ДУИ, вели премиерот Христијан Мицкоски. Според него ова е само еден од показателите дека економските текови одат во позитивен правец, дека во државата повеќе нема влада која што се занимава со плантажи со марихуана, наместени тендери, која создаде политички милионери и зад себе остави многу други скандали. Со тоа паѓаат во вода сите оние лаги и конструкции кои што СДСМ и останатите политички партии во опозицијата изминативе, би рекол, денови, недели ги испраќаат во јавноста. 3,8% реален раст во третиот квартал 2025 година, надополнет со историски високи 10,2% раст номинален на бруто домашниот производ, е навистина показател и податок кој што во услови на ваков пазар во рамките на Европската Унија за нас представува големо постигнување. Според бројките за растот на бруто домашниот производ во третиот квартал, пред Македонија се само Ирска и Данска, додека државава го дели третото место со Кипар. За Мицкоски тоа е само уште еден од доказите дека економијата оди во позитивна насока и Македонија е убедливо најдобра во регионот, иако претходната влада оставила дупка во буџетот поголема од 200 милиони евра. Да речеме, соседна Србија е некаде околу 2%, во Грција се очекува отприлика 1,7%, Турција е некаде околу 3,7%, но во услови на 33,1% инфлација за ноември месец. Кај нас очекувам стабилизирање околу 4% оваа година, следната година да бидеме помеѓу 2 и 3%, така што овие индикатори се навистина охрабрувачки дека конечно сме се консолидирале и можеме да почнеме да размислуваме за развој побргу од што очекувавме, се консолидиравме. Премиерот потенцира дека следната година на економски план ќе биде предизвикувачка, бидејќи треба да се вратат повеќе од 2,2 милиарди евра за останати долгови од минатото, но смирува дека имаат план и стратегија.